Благодарам, Ване. Овој пат се вклучуваме од плоштад Македонија да разговараме токму на таа дена, Светски ден на животната средина, односно главен ден Обединетите нации за поддршка на животната средина. И секако дека имаме многу што да разговараме со мојата соговорничка денеска Анита Кутеска. Меѓутоа ќе започнеме со она што можеби е најважно за тука дома кај нас, односно зошто е важен овој ден и како да се подига свеста на што повисоко ниво. Добро утро за гледачите на македонската телевизија. Овој ден е многу важен и пред се од раните 70 години постанува важен за сите членки на Обединетите нации, бидејќи е ден во каде што треба да се подигне свеста за животната средина и да се намали така нареченото силување на истата. За нас како држава е важно и пред се не оптеретува моментот што секојдневно никнуваат диви депонии. Наспроти тоа имаме национален план 21-31 за управување со отпад, каде што е предвидено воспоставување на основна инфраструктура за собирање, селектирање и управување со отпад. Меѓутоа, го имаме оној проблем каде што до моментов не успеавме преку нашиот невладин сектор да изградиме знаење кон граѓаните дека е поштетно да имаат депонии насекаде околу своето животно, околу работното место, местото на живење, наместо тоа да го прифатат планот или да се усогласат со барањата од директивите за поставување на регионални депонии. Сметам дека овој ден ни налага повеќе комуникација и едукација на населението, дека единствено и најсоодветно правилно во моментот да одговориме на огромниот број никнување и постоење на диви депонии е дека треба да прифатиме регионални депонии и единствено така можеме да го решиме проблемот. Јас ја разбирам потребата дополнително дека немање на капацитети доволни на невладиниот сектор за едукација е еден од причинителите зашто не се водени транспарентно и јавно постапките. Можеби и тоа е дел дека кога би имале сознание во целиот процес на нештата, би ги прифатиле дека тоа е како крајно единствено решение во рамките на финансиите кои што ни се обезбедени. Да, во 21 век не се зборува за депонии, се зборува за многу софистицирани технолошки решенија, меѓутоа тоа чини многу пари. Она кое што нас ни е дадено како држава, финансии обезбедени по неколку инструменти, е да го прифатиме постоењето на тие регионални депонии кои што ќе бидат со соодветни правилници како да се депонира. Ја почитувам идејата што често се спроведуваат активности за собирање на отпад, но многу повеќе ќе почитувам ако се врши едукација. Повторно таму тргнува проблемот и секако решението е по одговорно управување на сите чинители. А се знае дека одговорноста единствено се воспоставува со казни. Ја спомнавте едукацијата и од ова се што ни кажавте очигледно е дека многу ни недостасува. Токму затоа невладините организации како што ги спомнавте можеби се оние кои што можат и најмногу да помогнат со активирање и на граѓаните, па колкава е свесноста за вклучување на самите граѓани во такви иницијативи и колкава е нивната желба за лична едукација? Сигурно кога би знаеле колку е поголем проблемот што го имаат во својот двор и колку е штетно од аспект на тоа каква храна имаме, каква вода пиеме, дека забрзано би го прифатиле моментот. Јас не ја гледам вината кај граѓаните, се извинувам, повеќе ја гледам во една колективна свест на неорганизираност. Не во институциите на државата, туку оние кои што се врската помеѓу институциите како преносители и примателите граѓаните. Што е она што е како ваша агенда за денеска со цел да се истакне важноста на одбележување на денот на животната средина? Нашата агенда не е само денес, како климатски циркуларен акселератор, нашите активности се 365 дена. Меѓутоа, работата се одвива во делот на бизнис секторот, каде што знаеме и дека отпадот е суровина и дека тој преминува во вредност, како да го валоризираат работиме. Имаме само 2 пати годишно можности да направиме глобален климатски настан под закрила на Европската Унија, меѓутоа тоа е комуникацијски. Нас ни треба 365 дена, кој што ние работиме со компаниите, така треба и со граѓаните 365 дена. Почитувам чистење, викенд акции, меѓутоа без едукација само на викенд акции ќе останеме или повторно на чистење на сопствениот отпад. Никој од надвор нема да дојде да ни го исчисти. Благодарам многу за денешниот разговор. Се надевам дека ќе се поттикне мотивација за поголема едукација и кај граѓаните, меѓутоа и за нивно учество во подобрување на животната средина. Благодарност. Благодарам уште еднаш. Тоа беше разговорот со Анита Кутеска во однос на меѓународниот ден на животната средина, што е она што не недостасува, секако првиот одговор на тоа е едукација на самите граѓани тука кај нас.